Što ne sam igrao u svoje vreme. Teatar uopšte za državata prvo je kulturno preduzeće, da rečeme, ali za всеко jedan човек kulturno izdигнување за jedan pojedinec и за целото друштво. Држава без театар, тоа е назадна држава. Така су го сваќал уште кога сум бил прост, кога не сум знал што е тоа театар, а сум работел као глумец, а не знам што е тоа театар. Сега знам, затоа што сум читал, додека искачаат тие раднички новини, ја до Динар, ако дојдам до Динар, ја одма ќе го давам да земам вестник, а бос одам. Али театарот е нешто големо. Баш пред некој ден те сонував, Бога ми, и едно детиште трча, Димче, ја баш стоев пред врата, кај што ме најдовте. Вика, телевизија иде, вика, 10 коли има, вика. Ми лаже, сигурно. Кам ако, нека те снима, вика, тебе. Нека ме снима, викам, дор сум жив, после, викам, здрави. А сега да ви речам добро вечер на тие што дошле, а тие што не дошле, викам, ќе дојде друг пут. Бидејќи не се познаваме, ретко кој ме познаа од вас. Јас роден сум у Скопје, македонец, скопјанец. Еви, да знам. Сакам да го поразубам, ама... По свите темници, калдо коленици, бре, загазиле момчиња и врка девојчиња ду, затова ние не се жениме. Ако се жениме, живот ќе промениме, бре, жени ќе раниме по сокоси, ќе се вркаме и ќе се сраме ду, затова ние не се жениме. А сега дозволете ми да ви речам добро вечер и да ве поздравам. Бидејќи има луѓе што не ме познаваа, ретко кој ред е да ја изнесам својата аутобиографија. Роден сум години, тоа не е важно, зашто тоа ќе го прерипаме, бидејќи чорбаџија сум со години. А знам точно дека сум се родил, беше петок, баш така околу 9 саатот навечер. Мајка ми и татко ми не се надеваа да јас така од ненадеж па ќе им бапнам. Се велат досна е. Угаснале лампа, легнале да спијат. А мене ми влегол некој ѓавол, сакам да видам бел цвет и готово. Вамо, намо, се роди. Кога погледав, темнина, а човек се плаши од темнина, а не јас вака мало бебуле. Па теки спискав, како некој да ми сгазил на левата нога од мојот прста на мозолесот. Леле, кој дојдоа комши, жени, баби, стрини, ме гледаа вака, убаво дете, убаво, машко. А, тој на старост ќе чува и татко и мајка. Кога чува баба како благословува, веднаш во себе си помислив, мора ми го запеа, тесно ми го скрои нане. Уште не сум се родила, на старост ке требало да чувам некого и да гледам. Тогаш увидов дека светот бил злобен, ужива во туѓ малер, а малерот мој беше тој што се родив. Кога поодраснав, ме дадоа на училиште. Бога ми на училиште, тука Бога ми се покажав. Зашто по 3 години не мрдав од заделение. Дека го засака учителот, што тука везнам да мене учители. Кога го завршив училиштето, ме дадоа на занат. Кога го изучив занатот, станав калфа, прва грижа ми беше да остана без работа. И така безработен, корзирајќи по корзо, упаднав во синдикат. Влегов, викам, здраво, другаре, здраво. Може ли бе, другаре, викам, ја да се зачлам, да бидам член на синдикатот? Може, другар. Име и презиме. Им дадов име и презиме. После викам, што сум јас сега?
Пазар не се гледаш, пролетер, немаш нищо пролетер. Викам, кај загазив ја, што ми требаше. Веднаш седнав, пишав писмо на мајка ми, викам, мајко, со тешка мака, ама станав пролетер. А мајка ми простичка жена, не го разбрала писмото, одма ми одговорuje, мило ми е сине што си постанал професор, само пазиш од женско, зашто женско е женско, може лесно да награбусиш. Што да ти речам? Као артист почнав уште у школото, кај еден учител, Миловановиќ го викава. Тој у школото ми даваше рецитации, едно, друго. Мене, ја уште као дете, бев у тоа внесен. Имав голем успех, се сеќавам ја слепец, играв тогаш, као слепец и тоа, како сум ја играл, се чуделе они, дете ще ја така да игра. Ја 14 година дојде една српска трупа, Орфеум Бакиќ, у хотел Париж дава толка. Ја детиште, 15 години имав тогаш, сигурно 15 години, 16, што знам колку сум имал. И им носев ствари. Се увутав кај ним само да бидам тамо. Они ми дава кој динар, кој тога беа големи динар, ќе ти даде динар. И едно време почна тој управникот Бакиќ, после умре. Ми даваше ситни, мала сцена беше таа, а немаше тогај глумци, артисти. И ми даваше мене. Ми вика тој газдата Тополов. Море, вика, што убаво играш, кај си учел, вика. Викам, што сум учел, викам, уште у школа, викам, се занимавам со тоа. И рат, нели бидна, бега србите, отидоа. Ама репертуарот што беше од Бакиќ, остана кај мене. Зашто ја таму гардеробата работев едно друго. И ја што ќе правам? Театро ќе правам. Мајката, они од Србија, викам, даваа театро, ја да не, зашто ние македонци немаме, викам. И почнав ја спремав дома машки, женски, што ќе најдев таму. Спремав, ама имав репертуар од тој. Комедија имаше он многу, се ситни работни вистина, ама убави. Ја од дворот направив сцена. Море чаир, топана, од кај не доваѓа. Си носеа клупи, си носеа столици, се они сами. Немаше тога ни осветление. И цело време тоа, ти кажем, давав. И кога тоа пројде кај од Бакиќ, што имав репертуар, све. И се јави еден, Милоје Борич го викава еден професор, левичар. Ми вика мене, hoćeš da je u pozorište да те препоручим. А Нушич беше управник тога. Добро, викам ти. И знам и две пиеси што играв у Свет и обичен човек што и Коштана. Нушич ме гледа. Вика, не могу, вика, да те ангажуjem за члана под плата. Хонорарно. Хонорарно, рекao ја издржавам 3 браќа, имам дома, викам, сестра, мајка, викам, од мене чекај. Каже, добро, каже, се не стидиш да ми носиш, каже, из кафане ручка. А имаше една жена, дебела, сестра ли му беше, жена ли шо. И, па, ќе носам, викам, ја. И му носев, баш, покрај Вардар, тука седеше Нушич. Мора, вика, у Коштана. Асан играв, не знам што играв, ама забележителен бев. А толку ми требаше мене. И Нушич вика, добар си, добар. Само
учи, кажеш, читай, uzmi romani, knjige, ona me savjetuje Nušić. Da me malecog biš on, ka Nušić, koji ti otaše od Zrinski kafanata. Тогай вече по-голем бев. И кај ќе одам, гледам, прашувам што е тоа, викам таму у Атина, кафана Атина. И таму тука беше Абрашевиќ почна. Тука почна Абрашевиќ. И јас отидов таму кај ним. Викам ја се сеќавам баш колера, не знам што игравме таму, многу им се допаднав. После ме ангажираа таму за пододворите, дрводелци, не знам овој, не знам оној, суботите дававме приредби. Приредби, ама со програма. И јас премав програмата. Од тога и ја у Абрашевиќ стално бев. После, кога ова социјалистичка зора, која година се го онади. Ја у основањето бев таму, кај ним. Од тука, затоа ќе ми дадат хонорар, нешто да можам да живеам. И тој дојде газдата од ова, од Тунџерски. Па добро, викам, ја немам декор. Какви представи ќе биде тоа без декор, без чилими ќе туриме, вика, ќе направиме, вика, а тука центар на важно. Јас се согласив. Ја, сестра ми, ангажирав еден глумец, Гара Милошевиќ го викава, ама тој е писател, беше за скечеви. И пишуеше скечеви, едно и друго. Два руса ми правила декор, само што на ме... Сензација бев Буњаковац. И се скарав нешто, ја со газдата ли, ја. Дојде од Битола еден човек, кафеджија бил, што знам ја. А ја имав тогаш 7 души, а ме помагаа од театар, од Скопските народно позориште. И ми вика, сакаш ли да дојдеш у Битола, вика, да даваш представи? А не без да ми каже кафана која, што е, како е. Ја им кажав тоа глумците за пари, ќе се зарадило многу овде. Дојдовме у Битола. Дојдовме у Битола, Арнама, куплерај било тоа. А ја потпишав договор за 15 дена. Добар хонорар. Кој ти дава тогаш добар хонорар? Даваме представи у куплерај. Женските горе ќе ги закачи, доле имаше евреи, овдеа многу. Да, се сеќавам еден скеч, дававме Лили, кобила Лили. И евреи имаше богат. На представата, тоа кој пари, ќе фрли на сцена. Младата кобила да искочи. Ајде ми е младата кобила. Ајде после старата кобила. Имаше една Олга Тодоровиќ, вика, глумица стара. И од тога дојдовме у Скопје, па се вратив. Не издржав 15 дена. Му откажав. Беше срам. Куплерај. А они визна ги склони женските горе, ама пак не смеам да се јавам ваму в центар. Подосна дојдов овде па у Битола, ама без да ме знаат дека сум бил у Куплерај тука. Од тука, Арнама ја имав од оно, од што да бе, сега ми застана мозок. Дававме представи, добро. И едно време дојде овој од пролеće, газдата, Никола. Вика, дома, вика, те чекам, вика, со пајтон сум дошол и пајтонот пун сандаци пиво. И јас се сетев зашто.
Вика да дојдеш у пролеće, вика да. Па и тамо било купля рај. Ама башка, салата башка, ја убавче работев, немав у сала. Првите денови почна да доваѓа тие баштовани работници, све работници, додека се прочу. После народ, немаше игра кај да се фрли. Дававме убави работи. После давав ја од Абрашевиќ социјални комади, 2 света. Младината многу ме сакаше. А тоа 2 света е првиот чин газда, тамо прават умперај, а другиот чин растурена работа. А имав договорени према скечот од публиката, што е ова, вика, ова ли не викаш да гледаме ние, овој резелак, овој не знам што, не знам како. Така да ја бев принуден да искочам, извинте другари, викам, таква е работата, викам, скечот е таков, да јас сум будала, викам, да пратам луѓе да... после ги смирив. И давме, после отидовме, работев кај Кондевиќ, преку Каршија, се сеќаваме на представа дававме, врне тоа истура, народ не оди, седат. Жива вода беше. Жива вода се направила. Така беа занесени. Има глумци од Белград ми дојдоа. Ангажирав, плаќаше ове добро газдата. Па малку тоа беше Скопски театар, глумците, 5-6 души, Никачевичте, овој Влаеч, не знам што, сите тие гостуваа кај мене тамо. Дававме, знам, Хајдук Станко. Таа вечер, кога дојде они, Хајдук Станко ми игравме. И кога ме тужиле. А дента дојде Влаеч, Димитрije Влаеч, тој ми е комшија беше, у наша улица. Ка знаеш што има тужба, вика, за тебе. Не си бил глумец, не си бил, не знам, представи не биле добри, ни дојде, вика, полицијата не испрати, тражи мишлење од нас, па да ти одобри работа, иначе ќе ти забранат работа. Ја турив програма тога, што имавме најубави работи, с драматургот, не знам, секретар, тие, цела комисија беше дошла у пролеće. И ја проаѓам вака покрај ним, господин Димчев, шта ќете пити? Мене ми вика. Викам литар вина. Не знам што ми беше, ја не пијам уопште вино, нити се насмеава они. Гледаа представата, добра е, вика. Са овај, каже, те туже, каже, он, тој секретарот, главниот, те туже, каже, сутра да доđеш, вика, тамо у Дружење глумаца у Скопски театар. Ме примија за член од дружења, дадоа тамо, добив концесија и основав голема трупа. Овија у пролеće работевме тока. Овој Александровиќ, многу добар глумац. И други, ама сите не се снимаа, не беа на снимање. Тоа поише бевме. Златковиќ. Жена му, не знам како е вика, сум заборел. Овој е Македонче. Умре. Овој е од Крагуевац. Јовановиќ. Овој е македонец. Ама да ме утепаш име, не можам да му се сетам. Овој е Петровиќ. Петровиќ, ама и тој умре. Шо лавче сум била некогаш. Идеја многу стари жени, тоа чудо беше. Ама ја тогаш се разболев за палење плучни марамици и у болница. А представите продолжија со другите, нели таму имаше други.
I gledale predstava, oni gledali, ама čekali ja da iskočam. Se svršila predstavата, заспале. 3-4 така се спият. Келнерът чисти това. Тамо баба вика, що чекаш, вика? Па Димчета не го видовме. А Димче е болен, вика, он е у болница. Сирома, вика, ќе умре, а не ќе го видиме. По сила, кога одевме, тамо мораш да им даеш работи, за да ги разберат. Ја рече, им кажав таа за Рајна. Во едно село беше една жена, се викаше Рајна. Како месечината беше сјајна. Го испраќа мажот на орање в поле, а таа си зеде едно столе и така во којна во тавче, месо, јајца, колбаси, тиганици, си пржи, снагата си ја држи. Кога се врати мажот од орање од поле, палтото го свлече и на Рајна и рече, дај жено да јадам. Ао, што да ти дадам, мажу? Нема ништо, леп со солца. Дај што дал Господ. Она му принесуе и почна да јадат. А она, бидејќи се најала, стои го гледа. Он ја гледа, жено, ајде и ти јади. О, не можам, мажу, нешто ми се згади. У, жено, глава да си лупам, кажи што да ти купам. Иди, мажу, каде било, купи мевце некое кило. Ќе го сготвам, ќе се свари, оди ако имаш пари. Оди кај Миле, купи некое пиле. Бидејќи нешто ми се згади. Оди во којна, донеси ми некоја дуња. Овој оди во којна, гледа тавчето, она забравила да го склони, се враќа, го зима тавчето и удри на Рајна по главчето. Жено, 10 удирам, едно бројам, чекај да ми те сгојам. Аман, мажу, и леп со солца ке јадам, и да нема што да сркам, само ќотак да не кркам. Наполе, бркате го, луда. Смирите се, скиньте ми се с врата, у послу сам, журити се морам, бирам зраке врелог сунца, плетем бич да ишибам овој свет. Смејачу се кад га стане јаук, као што се смејао када сам плакао ја. Јаук и смејање, тоа е овој свет. Док смрт не доđe и не викне мир, да, и јас сам едном умро. Отрова ми даше, баш из оне чаше из koje su mi vina popili. A ubice šta činiše? Da ih niko ne okrivi, čelo moje glave stali, nadamnom su suze lili. Htedog tada da se dignem, da im nosa podgrizam, ali opet nisam. Nek nosa i madu, nek skapaju svi u smradu, kad trunute stanem ja. Gde su me sahranili? U Africi. To je za me sreća bila. Hijena me jedna iz groba izvrila. Ova zver prvi dobrotvor mi bila. Ruku mi je izestela, a ja joj srce podmetnem. Moralo je gorko biti, jer je odmah skapala. Šta je čovek? Neko veli, cvet je čovek što pod nebom cveta. A ja velim, cvet je čovek, al mu koren u paklu je stvoren. Od mudraca jednog to sam naučio, od mudraca što je luda bio jer je od gladi skapao. A zašto nije ubio, klao, ta ga pitam ja. Žensko je stvar lepa, teško lepa, teško. Čekajte se malko. Smirite se, skinite mi se s vrata, u poslu sam, žuriti se moram, biram zrake vrelog sunca, pletem bić da išibam ovoj svet. Smejaću se kad ga stane jauk, kao što se smejao kada sam plakao ja. Jauk i smejanje, to je ovaj svet. Dok smrt ne dođe i ne vikne mir, da,
I ja sam jednom umro. Otrova mi daše baš iz one čaše iz koje su mi vina popili. A ubice šta činiše? Da ih niko ne okrivi, čelo moje glave stali, nadamnom su suze lili. Tedoh tada da se dignem, da im nosa podgrizam, ali opet nisam. Nek nosa i madu, nek skapaju svi u smradu, kada trunuti stanem ja. Šta je čovek? Neko veli, cvet je čovek što pod nebesnim svodom cveta. A ja velim, cvet je čovek, ali koren mu paklo je stvoren. Od mudraca jednog to sam naučio, od mudraca što je luda bio jer je od gladi skapao. A zašto nije ubio, krao, klao, toga pitam ja. Gdje su me sahranili? U Africi. To je za me sreća bila, hijena me jedne z groba Izraela, ova zver, prvi dobrotvor mi je bila. Ruku mi je izvestela, a ja joj srce podmetnem, moralo je gorko biti, jer je odmah skapala. Ljubavi, ja sam tebe žedan pio. Jedna je kap ljubavi slađa nego more samog meda. Jedna je kap otrovnija nego more samog meda. Gde mi kažete, ste vidjeli ono strašno burno more kad po njemu zaore munje i gromovi i postaju seme smrti. Znate li šta je strah? Kad jabuka sazre, sa drveta padne. Padaj zemljo, ti si davno zrela. Ja ne mogu više čekat, još do sutra samo, ne bude li strašan sud, neću žalit trud, prokopat ću pola zemlje, posjeti mahom nadahnuti dahom, nek se prospe sve u zrak, kada trunuti stanem ja. Kraj. I stvarno mi je, ja talentlije, stolije, kako je, ovo je Nušićevi raboti. Ja ih igram kako сега što ih igra. Prirodno. A publikata me sakaše zato što prirodno. Ne da go gledaš i glumi tamo. Prirodno. Tasa. Prva ta predstava ova je. Ovo je od tu žalena familija. Prokić. Sam razmišljal da glumeza treba da ima prvo iskreno srce, da bude iskren čovek, da bude čovek na prvo mesto, da bude što traži teatrat. Nema mala i golema uloga. Това baš u Zagrebačka štampa kritikата koja беше za sumnitelno lice za Tasa. Gledali smo Tasa. Znači, Dimče Trajkovski je pokazao, kaže da nema velika i mala uloga. Samo ima mali i veliki umetnik. A to je dokazao, kaže on. Pojava moja je takva. Pojava ta mi je zgodna. Pojava za dramski, da vidiš, treba da imaš pojava. Da vidiš čovjeka, mene što je više ne troška čovjeka. To je dramski umetnik, ne može da izvede ona što možem ja da izvedem. A ja pa ne možem ona što on može da izvede. Koja će vidiš pred sebe vistinska publika, mora da sakaže. Sve moja zasluga, sve bravo. Sve na to. To me terao, to me bilo zadovoljstvo. Prestavi. Celak, Dimče.